Особено ми е драго што денеска имам честа да ве поздравам во моje име, во име на Министерството за внатрешни работи на Северна Македонија, во својство на покровители на ова значајна спортско-образовна манифестација, вториот спортски самит Today Sport 2023 во организација на Сдруженијето за развојни иницијативи, Геостратешкиот институт Глобал, чиј концепт, план и високо поставени цели се да ги менува спортските политики во државата за подобрување на состојбите во македонскиот спорт. Креирањето на нови современи политики, согласно светските трендови во најетаблираните спортски земји, како што сами велат, е главна мисија на Геостратешкиот институт Глобал, односно реално високо вреднување и позиции на спортот како исклучително значаен сегмент на целосниот развој на нашето општество. Впрочем, самиот факт што денеска тука е присутен еден неспорно стручно и експертски релевантен, мултидисциплинарен или мултиинституционален аудиториум, составен од членови на влада, директори на значајни државни институции, представници на универзитетската заедница, спортски работници, здруженија на граѓани, медиуми, од областа сам по себе говори за важноста и за специфичната тежина кон спортот ни сите аспекти што во него се интегрираат: здравствен, образовен, воспитен, социјален, економски, културен, па ако сакате на крајот и политички. Евидентна е, би рекол, јасна тенденција на самитот, спортот како хумана дејност, односно како систем на активности засновани врз физичката кондиција и физичките умешности и вештини, да се обсервира и третира далеку подетално преку сите важни сегменти што влијаат врз него. А со таквиот научен, но искуствено практичен пристап да се дојде до дефинирање, менување и етаблирање на нови и модерни спортски политики усогласени со европските, односно одржување на константни промени во спортскиот систем, особено оној професионалниот, преку воведување на нови начини на финансирање, нови начини на менаџирање во спортот, но и воведување на нови спортски професии. Моето мислење, а верувам дека истиот впечаток ќе го споделиме сите овде присутни, дека самитот, односно темите и дебатните насоки, меѓу другото, даваат прекрасна можност за широка институционална партиципација. Секој во својот професионален сегмент на делување да даде силен и значаен придонес во дефинирање не само на појдовните и моментални позиции на спортот во нашето општество, туку и за правецот и предусловите потребни за неговото унапредување, факторизирање и постојано надградување како важна сфера во севкупното општествено делување. Се во ова ќе го стави спортот во делот на реален и посебен јавен интерес на голем број категории граѓани со посебен акцент и позитивни потенцијали врз помладите граѓани. Како и секое современо општество, треба да ни биде важно, следејќи ги многуте динамични трендови кои што влијаат врз развојот на државата, постојано да ги преиспитуваме, да ги одмеруваме, сите норми и стандарди кои имаат директни импликации врз општествените сегменти, во овој случај спортот, неговата артикулација, одржливост, напредок и развој. Отаму сум сигурен дека спортскиот самит Today Sport 2023 како благородна и полезна иницијатива, веќе како редовен и традиционален, ќе има и вистински практично апликативен придонес во квалитетно, модерно и ефективно позиционирање на спортот со сите негови позитивни и доблесни вредности. На крајот уште еднаш заблагодарувајќи му се на организаторот на овој настан за идејата и за целата вложена енергија во реализација на самитот, изразувам својата целосна поддршка и верба дека самитот навистина ќе прерасне во еден традиционален меѓународен форум за развој на спортот, на зближувањето кое тој го носи и промоција на сите хумани принципи и вредности кои се толку нужни за професионално, индивидуално и колективно остварување. И на крајот сакам да кажам зошто прифатив и јас и Министерството да бидеме покровители на овој самит. Само две причини. Заради тоа што прво се промовираат
вредности кои што треба да ни бидат начин на живот во општеството и на идеолошка основа се спротивставуваме на сето она што е негативно, а сакаат да го наметнат како вредност во македонското општество. И второ, заради тоа што овој самит е самит на млади луѓе. А ако сакаме успех, треба да ги вклучиме младите во креирањето на политиките. Имајте успешен самит, добра дебата и нови иницијативи за уште подобри политики во спортот. Благодарам.